Нејзините очи гледаат во сиромашните. Секогаш кога помислувам дека нема излез во овој живот во кој преовладува материјалното страдање кое води до безнадежно дно, Божјата слугинка, грижејќи се за секој кој отвора својата душа за духовност, Света Петка беше и е и моето светло во тунелот низ животот. Таа беше и остана светлина која ме води храбро да минувам помако трпниот пат. Тој пат е трнлив и тесен, но преку страдањето се зацврстува верата кај човекот. Верувајќи цврсто и живејќи според својата православна христијанска вера, таа и мене ме упати кон благочестивиот живот и ги отстрани моите погрешни мисли. На Господовиот престол таа се моли за душите на милиони христијани. Божјата праведност е дел од Света Петка, која е брза помошничка на ожалостените, утешителка и застапничка на милоста. Божјата света вода наполнета од манастирите и црквите посветени на оваа маченичка ги лечи раните на православниот христијански народ. Сите христијани кои ја бараат Божјата љубов, ќе ја пронајдат со нејзина помош преку молитвите. Света Петка преку своите молитви им помага на жените кои го молат Бога да имаат своји рожби, кои ќе живеат достоинствен, благочестив христијански живот. Незината цврста православна христијанска вера особено се забележува откако и умреле родителите, кога таа целиот свој имот им го разделила на бедните. Како монахиња со уште поголема жарна ревност ја проповедала верата Христосова, не криејќи се од никого, иако во тоа време верата Христова било крвава гонета од римските власти. Евреите биле против христијанството и први ја обвиниле Света Петка поради проповедување на забранета вера. Се родила во Рим, во христијанско семејство. Од мала ги пазела Божите заповеди. Врз основа на животот кој го живеела не грешејќи му на Бога, таа се замонашила. Со тоа започнува и незиното проповедање за Христа, но бидејќи тогаш христијанството не било дозволено, Света Петка била мачена и биле нанесувани тешки рани и била принудувана да се откаже од Христос. Но и покрај жештениот шлем кој бил ставен на главата, Параскева не се откажала од името Божјо и верата во него. Раните брзо и заздравувале, па дури и да биле смртоносни, па затоа оние кои не верувале во Бога тврделе дека таа прави магии и дека нивните богови ја спасиле, бидејќи чудата кои ги правела оваа светителка биле бројни и недостижни за народот. На тоа таа на кнезот Тарасиј му рекла дека не ја спасуваат магиите, ниту пак нивните богови, туку ја спасува цврстата вера во Христос. Римјаните биле загрижени бидејќи Света Петка многу народ го поучила за Бога, ги лечела луѓето, им помагала и била милостлива, праведна. Затоа римските власти ја прогониле од Рим. Во повеќе наврати била изведена пред суд кај тогашниот цар Антонин, но било залудно, таа и понатаму јавно го славела името на семојкниот Исус Христос. За да ја принудат да се одрече од Христа и ги извадиле очите, но таа и без очи го знаела Христосовиот пат и чекорела по него. Тогаш еден кнез Тараси донесол одлука да ја одсечат главата, бидејќи била православна христијанка, верувала во Христа и јавно тоа го зборувала, што по никоја цена не се откажувала. Во тоа време, кога ни кнезовите, ни царевите имале влијание да ги замолчат светите Христови следбеници, им ги одсекувале главите. Тие следбеници имале вера која не се заменувала со ништо и само смртта можела да ги замолчи. На Света Петка, покорната Господова слугинка, кога ја одсекле главата, таа се упокоила при Бога и незините свети мошти биле однесени во Цариград во вториот век. Светите мошти на римјанката се во Јаши, Романија. Денес се уште ја имаме Света Петка премачена и погубена. Таа никогаш не почина, живее во духовноста и онаму каде што е потребна доаѓа. Света Петка никогаш не ги напушти христијаните, оставна духовно преку невидлива сила небесна да ги утешува сите ожалостени. Таа остана меѓу православните христијани на кои им се нанесени неправедно рани, за сите кои немаат дом и за сите кои се мачени. Ги лечи нивните рани не барајки за возврат ништо. Незините очи се очи кои гледаат во сиромашните, мачените, ожалостените и неправедно прогонетите.
Оваа светица помага, а не се осветува, и на незна божчите не им враќа лошо. Благодарност и слава на Бога што не удостои да имаме заштитничка која е праведна. Само еден е начинот на кој можеме да се заблагодариме на оваа пресвета светица, да имаме вера во Христос. За горе споменатава Света Петка Параскева Римјанка се празнува 8 август. Православните христијани масовно се уште ги посетуваат храмовите посветени на Света Петка, палејки свеќа и оставајки дарови.